Секторот за внатрешни работи од Скопје денове поднесе кривични пријави против 3 лица ММ и К од Кочани и едно лице од Скопје поради постоење основани сомненија за сторени кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластувања и фалсификување службена исправа. Тројцата бесправно исекле 74 метри просторни дрва, при што причиниле штета од 519.400 денари. Меѓутоа, познавачите на состојбите во оваа сфера велат дека овој откриен случај е само капка во море во однос на се што се случува со шумите на Сеговските планини и на Плачковица. Службени лица задолжени за заштита и чување на шумите неофицијално велат дека на многу делови во шумите се прави вистински пустош без некој тоа да го спречи. Масовно се сечат државни и приватни шуми, а шумската полиција и шумарите или не успеваат или не сакаат сето тоа да го спречат. Парадоксот е во тоа што кога во шумската полиција биле вработени само 3/4, бесправната сеча и трговијата биле повеќекратно помали. Сега при многу повеќе чувари дрвокраците работат деноноќно. Чудно е и тоа што моторни пили работат и ечат секојдневно по кориите, но никој тоа ниту го слуша, ниту го спречува. Министерството за внатрешни работи во рамките на акцијата Гора за спречување на нелегална сеча и трговија со огромни дрва во текот на изминатите 2 недели активностите ги насочи кон работењето на лиценцирани лица за извршување стручни работи на шуми во приватна сопственост. Во рамките на тие активности поднесени се вкупно 33 кривични пријави против физички и правни лица поради постоење основани сомненија дека сториле повеќе кривични дела: злоупотреба на службена положба и овластување, пустошење на шума, кражба, фалсификување или уништување деловни книги. Како што денеска соопшти МВР, првичните проценки говорат дека на ниво на држава евидентирана е исечена дрвна маса во количина од околу 5400 метри просторни разни видови дрво во државна и приватна катастарска парцела. Предизвиканата штета по однос на незаконската сеча се проценува на близу 30 милиони денари, додека пак остварената противправна имотна корист од ваквите незаконски действија се проценува на околу 8,7 милиони денари.